22 ноќни клубови, дискотеки, кабареа и дискотеки на отворено имаат лиценца за работа во цела држава. На 15 им е истечена. Ова го утврдиле пазарните инспектори при инспекциите во последниве 2 дена. За оние кои немале лиценца или им е истечена, им се забрани вршење на дејност, дури не се потврди дали ги поседуваат минималните технички услови за работа. Во Скопје 13 објекти, од кои само има 2 објекти кои што се со лиценци со важност за кабаре и 8 со истечени. 3 објекти немаат никаква лиценца. Во Прилеп имаме 2 објекти, двата се со истечена лиценца. Кавадарци 1 објект со лиценца со важност, Неготино 1 објект со истечена лиценца. Охрид 4 објекти, 2 лиценци со важност, 1 лиценца за диско клуб, 1 објект без лиценца. Гостивар имаме 1 објект со истечена лиценца, во Тетово 6 објекти, од кои за 4 нема податок, а 2 се со истечена лиценца. Издадените лиценци се обновуваат на 1 година, а Министерството за економија ги известува 1 месец пред истекот на истата. Во моментов и во Министерството за економија се проверуваат и важичките лиценци, дали се фалсификувани. Локал да се регистрира како кабаре, за да може да работи до подоцна, чини од 2500 до 5000 евра. Ноќен бар од 5000 до 7000 евра и диско клуб и дискотека на отворен простор од 7000 до 10000 евра. Клучно за давање на лиценцата е исполнување на минималните технички услови. Според Законот за угостители, објектот мора да ги исполнува санитарно-здравствените услови, услови за заштита при работа, заштитата и унапредување на животната средина, противпожарна заштита и услови за заштита од бучава, пропишани со закон. Исто така, угостителот мора да обезбеди согласност од МВР дека се исполнети условите за заштита на јавниот ред и мир и безбедноста во сообраќајот. Градоначалникот на општината пак, според членот 8 од законот, води евиденција на угостителите кои започнуваат со работа на нивното подрачје. До 2007 година Државниот пазарен инспекторат имало обврска да утврдува дали се исполнети минимум техничките услови за работа, но по измените на законот истата година правното лице доставува со изјава под материјална и кривична одговорност дека се исполнети минималните технички услови. Инспекторатот не е должен по стекнување на дозволата на локалот да излезе на терен, односно излегува само по пријава. Но поради пропустите во овој закон, владата најави законски измени. За дискотеката во Кочани Пулс во 2022 година е направена инспекција по лиценцата која за прв пат ја добиле во 2021. Тамара Дичевска, Сител телевизија.